Иванов се обидува ли власта да протурка закон во собрание со кој ќе истура државни пари врз одредени медиуми и на тој начин да врши пропаганда? Ми се бендисува малку грубост во прашањето, па да, секако, секоја власт генерално сака да ги има медиумите на своја страна, одат избори кога и да се, да бидат така нешто да премолчуваат или некои факти и аргументи да ги редат малку поинаку, да се во прилог на власта и тоа е на некој начин кога го ставаме во рамка на уредувачка политика на медиум, дури да речеме и легално. Но на ваков начин да се од буџетот директно да се трансформираат пари, да се бризгуваат директно од владата практично, нека и од собранието во буџетите на медиумите, поготово на највлијателните медиуми, мислам дека е некоректно во најмала рака. И мислам дека еве колку што можам да насетам индикации, реакции од јавноста, дека мислам дека тоа ќе биде повлечен. Владата ќе мора да најде не само оваа било која влада, други инструменти. Македонија е мал пазар, имаме разбирање за сиромаштијата на медиумите, за социјалниот статус на медиумските работници, новинарите и другите, но имаше и други идеи преку здруженијата, например, на новинари, намалување на даноци и така натаму. Значи, ова директно вбризгување, да, мирисе на корупција. Значи ли ова на еден начин корупција и мешање во уредовачката политика на медиумите? Видите, најголемата корупција кај нас кога зборуваме за крупните медиуми, за највлијателните, за мејнстрим телевизиите, собствениците си имаат и свој бизнис. И најголемата корупција, барем до сега искуството покажува, се правила преку тендери, преку компаниите од други дејности, не преку медиумот, но медиумот па од тој аспект си имал своје влијание. Дури ако забележите, добар дел од собствениците има на времето, па и сега уште своји политички партии. Значи, интересот да се биде со власта, да се биде во власта, токму и заради другите привилегии е голема. Медиумот многу често се користи за тоа и од таа страна и новинарите, уредниците трпат некогаш отворен, некогаш прикриен, латентен притисок врз уредувачката политика. Но ова владата што вака го прави на ваков начин, реков дека е грубо од преста причина што еве утре ќе се смени власта. И второ, мислам дека не подлегнуваат туку така медиумите и уредниците ако добијат пари или задача од собствениците на медиумите да штитат власта за да добие на некои наредни избори. Не функционира тоа. Така и се покажа во минатото. Секоја власт и минатата и предминатата ги корумпираше и тоа на големо медиумите, па заврши како што заврши, нели? Дел од нив се и по разни судови, затвори и така натаму. Да, но тогаш беа критикувани од истите кои што се не се исплатува корупцијата, сакам да кажам, и мислам дека ако намерата е намерно, ненамерно, полунамерно, нели, да се подржи власта во престат на некакви избори, тоа е промашена инвестиција. Новинарските здруженија веќе имаа своја реакција, велат дека воопшто не биле консултирани за вакво нешто и дека ова ќе ја врати земјата десетина години наназад. Кој е вашиот став? Ова е дел, ако можам да насетам, не можам да тврдам, треба да се праша во влада и во собрание. Ова е дел меѓу собствениците на најкрупните медиуми, на највлијателните телевизии и владата. И мислам дека на погрешна даска играат и едните и другите, што се однесува до принципелноста, до професионалноста на новинарството, македонската журналистика и така и на ниски гранки. Да не бидам погрешно разбран, сакам медиумите да имаат што повеќе пари, ние сме мал пазар, не се живее само од реклама. Ова ако безбеди само плати годишни на вработените е супер за собственици да си тераат други бизниси, нели? Но мислам дека власта не ќе може да очекува, сепак има еден професионален дигнитет во медиумите меѓу новинарите и уредниците и дека не ќе може туку така. Вие и сега имате медиуми кои се наклонети повеќе на ова или на политичка опција, ако сакате, дури да ги добијат тие пари, можеби нешто малку ќе штита, ќе стишаат, но кои ќе дојдат избори, секој ќе си го гледа својот интерес, ќе го гледаат рейтингот на партиите и така собствениците претпоставам ќе го вршат притисокот дали отворен или прикриен врз уредниците, овие па врз новинарите, но мислам дека е доволно жилава македонската медиумска заедница. Второ, веќе телевизиите да се гледани и се влијателни, но не се веќе толку влијателни како некогаш. Интернетот си го прави своето, младите генерации како вас повеќе се подпираат на мобилните телефони затоа што тука ги имаат сите вести, сите портали и на своите медиуми, нели, и на широката медиумска ова мрежа што се вели во нашава држава. Да, ќе биде ли нарушена слободата на говор? Па ако така се гледа, ако се добијат пари коруптивни, нели, вака највулгарно пак да се изразам, нормално, притисокот ќе биде, реков, понекогаш прикриен, некогаш латентен. Некои новинари, уредници од едни редакции ќе се селат во други, ќе се чуваат својот дигнитет.
Но ајде да видиме што ќе покаже времето. Сепак се надевам дека ќе најдат некое друго решение и медиумите да им се олесни работата на сите медиуми генерално, и на радијата, на локалните, на регионалните, на телевизиите, на порталите посебно, на порталите со рейтинг, на тие на кои јавноста им верува, кои имаат свој импресум, собственици, новинари или редакции, не овие поединци. И мислам дека ако седнат владата и еснавските здруженија може да најдат решенија. Констатирам дека ова е сепак еден избрзан потек, дали сакале да видат како ќе реагира медиумската јавност или сепак верувале дека ова ќе помине. Сепак мислам дека владата е под ужасен притисок од се ова што се случува. Имала најдобра намера тоа да го направи, но мислам дека подлегнала под тој притисок на собствениците на медиумите. Ви благодарам.